По синокешните над 100 микрограми на метар кубен PM10 честички измерени во 23 часот со кој Кочани влезе во градовите со жолта фаза и висока загаденост, утрово мерењата се вратија во зелена фаза со многу ниска загаденост. Меѓутоа, веќе во пладневните и попладневните часови започна да се враќа жолто-зеленкастата боја која означува за 1 степен повисока загаденост со тенденција на понатамошно загадување. Според мерењето на единствената мерна станица во Кочани во 13 часот се регистрирани 73 микрограма на метар кубен озон, со што загадувањето бележи постојан пораст движејќи се кон најголемата концентрација на штетни честички во доцните вечерни часови. Општина Кочани веќе ангажираше фирма која ќе ги мери загадувањето, бучавата и други штетни сегменти кои го нарушуваат здравјето на луѓето. Меѓутоа, познавачите на оваа проблематика сметаат дека прво требало да се поработи на елиминирање на познатите извори на загадување и бучавата, па дури потоа да се трошат средства за испитување. Јавноста во Кочани верува дека загадувањето на амбиенталниот воздух доаѓа од согорувањето на цврсти енергиенси како што се дрвата и јагленот. Веројатно за тоа се свесни и во локалната самоуправа, бидејќи неслучајно се спроведуваше проект за замена на шпоретите со инвертери, за што се потрошени околу 1 милион денари. Ако е така, резултатите од фирмата која ќе ги врши мерењата не може да се очекуваат спектакуларни откритија од тој аспект, туку само потврда на сознанијата и претпоставките. Од друга страна, оставањето на сламата во нивите е потенцијална опасност дека некој може да ја запали, со што ќе се повторат минатогодишните пожари, а со нив и загадувањето на амбиенталниот воздух.